Добре дојдовте на програмата на Телевизија Плюс. Го следите најновото издание на Дневникот. Во продолжение најпрвен кратката најава, останете со нас. Заштита на животната средина и туризмот. Кампања Првата помош спасува живот. Монографија за 75 години театар Куманово. Реализација на проекти за заштита на животна средина и туризмот се приоритет за граѓаните, представници на здруженија, институции и установи од Североисточниот регион, информираат надлежните од Центарот за развој на Североисточниот плански регион. Во ученичкиот дом професор Мијалковиќ се одржа втората сесија од форумот кој се спроведува во рамки на проектот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој, втора фаза. Повеќе детали од изјавите што следуваат. На првата форумска сесија веќе беа одредени приоритетите од страна на представниците кои што присуствуваа на форумскиот процес. Изберени се две области, тоа е животна средина и областа туризам. Согласно правилникот на Министерство за локална самоуправа и Бирото за регионален развој, потребно е сите проекти да поминат низ форумскиот процес, каде што граѓаните најпрво ќе ги кажат проблемите со кои што се соочуваат, а подоцна ќе се утврдат приоритетите и решението на тие проблеми согласно средствата кои што ќе бидат обезбедени од Бирото за регионален развој. Оваа година не се знаат ни средствата кои што ќе бидат обезбедени од Бирото за регионален развој. Меѓутоа, согласно претходните искуства од претходните години, секоја година Североисточниот регион располага со околу 70 милиони денари и тие средства согласно развиеноста се распределуваат по општините кои што аплицираат со проекти и решение на нивните проблеми. Граѓаните на минатата сесија решија дека ова е најприоритетно за целиот регион. Предпоставувам дека што и да решеа од стратешките области на програмата на Центарот за Североисточниот плански регион немаше да сгрешат, меѓутоа предпоставувам дека овде гледаат најмногу можности за проектите кои што може да ги поддржи Бирото за рурален регионален развој и веројатно согласно со тоа колка ќе бидат средствата кои што ќе бидат наменети за овие проекти. Инаку начелно на сите форумски сесии во овој домен, значи со средствата од Бирото за регионален развој, граѓаните се решаваат за мали инфраструктурни подобрувања во општините, кои што сепак имаат регионален ефект. Тоа е едно од барањата да најмалку 3 општини бидат вклучени во тоа подобрување или да имаат бенефит од тоа подобрување, што само кажува дека се уште сме многу на почетокот на развојот. Ако се уште ситни инфраструктурни патни решенија подобруваме, вклучително и оние до туристичките локалитети, има уште многу да се работи на развојот на регионот и има уште многу да се работи да овој регион се доближи до некој од поразвиените региони во земјата. Државата се обидува во делот на тој рамномерен регионален развој рамномерно да ги распореди средствата. Значи регионите кои што се поразвиени добиваат помалку средства, регионите тие што се поразвиени добиваат помалку средства и тие што се помалку развиени добиваат повеќе средства. Се разбира заради запоставеноста низ годините на развојот на регионите и овие средства се мали, ама би рекол некој, иако се мали чекорчињата, бакар нека ги има за да може подобро да функционира веќе во следниот период. 28 годишен кумановец бил приведен изминатата ноќ кога бил откриен како се обидува да ограби паркирано возило. Според СВР Куманово на булеварот Октомбриска револуција, ноќва кумановецот бил затекнат при обид да одземе предмети од паркирано возило. Како што додаваат од полицијата, тој се сомничи дека во текот на вечерта со употреба на сила влегол во неколку автомобили на различни локации во Куманово и одзел предмети. Кумановецот бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава. Никола Лазаревски, советник од Левица во Советот на општина Куманово, гостува во емисијата Став.
Тој ќе се осврне на актуелните случувања, инфраструктурните проблеми во градот, но и очекувањата од предстојните избори. Ова мерка е социјална мерка. Значи, директно за помош на граѓаните, на народот, е опфатена цела територија на општина Куманово и е добра мерка. Јас гласав и за почетокот за првите 6 месеци, па за 3, па за 1 и сега за до крајот на година. Таа мерка е социјална мерка. Реално, бројот на луѓе што го користат градскиот превоз е зголемен, имаме и луѓе што од руралните средини го користат и тоа е за поздравување. Тоа од една страна. И за жал, веќе скоро една година во Советот служи оваа тема само за препукување на помеѓупартиски препукувања. А од друга страна, популистичка исто така секако е. Зошто е популистичка? Затоа што градоначалникот како иницијатор на таа идеја, тој сака да понуди нешто, ги познаваме неговите амбиции за понатамошното негово действување на македонската сцена, формираше граѓанско движење во Куманово, па на ниво на Македонија, така да тој нема ништо да понуди освен популизам. И јас, со жалење, моето предвидување е дека ова мерка ќе заврши после парламентарните избори, кога тој со својот популизам ќе собере гласачи и тоа е жалосно, бидејќи нема со што друго да се пофали. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска по работната посета на СВР Скопје одговори на новинарско прашање за мерките и активностите кои што овој сектор ги презема како дел од потрагата по исчезнатата малолетничка. Има формирано посебен штаб кој што работи во секторот и работи заедно со родителите, односно со семејството и со познаниците, пријателите, со учениците и така натаму на исчезнатото девојче. Секојдневно се преземаат низа активности, вклучени се неколку стотини полициски службеници кои исклучиво работат на оваа проблематика. Преземаме обсежни мерки, одговори министерот Спасовски, додавајќи дека не може да зборува за детали околу текот на потрагата и добиените податоци, но може да каже дека се ставени во функција сите можни капацитети за јавна безбедност. Преку 50 камери, односно места во кои што имало камери, се преземени и прегледани. Целосно е во функција системот Safe City во кој што исто така се преземаат низа мерки, сите податоци кои што се од телеком операторите кои исто така може да бидат важни. Десетици лица се сослушани и од кои се земени податоци и информации за да може да се добијат некакви информации во однос на целиот овој настан. Преземени се електронски уреди од семејството и од девојчето кои што се вештачат. Еден дел се земени податоци, веќе имаме одредени податоци од овие електронски уреди кои што исто така може да бидат од корист на истрагата и целата постапка. Секојдневно сме во комуникација или работиме заедно со родителите и семејството, така да целиот овој тим работи до доцна во ноќта сите овие денови кои што поминаа. Се пребаруваше и речното корито на Вардар, се пребаруваа и сите подрумски простории, не само во околината, туку и малку пошироко. Се работеше на пребарување, односно добивање податоци и информации од црквите, манастирите кои што се во близина на Скопје. Ги сподели министерот Спасовски со присутните новинари деталите околу превземените досегашни интензивни мерки како дел од потрагата по малолетничката, која ќе продолжи со несмален интензитет. Монографија за 75 години театар Куманово беше промовирана вчера вечер во Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев. Актери, драматурзи вработени во театарот, Кети Дончевска-Илиќ, Симона Тоскиќ, Сашо Костовски и Зоран Зафировски се автори на монографијата. Велат дека на овој начин ги забележале и ги штитат од заборав дел од представите и играни во далечно минато, расфрлани низ архивите, кутии, записи и текстови. Нивна желба е што поскоро представите да ги играат во целосно реконструиран театар. Промотор на монографијата беше театарскиот критичар Тодор Кузманов, кој истакна дека театрите се тука да не научат и да ни го представат животот на еден реален начин. Монографијата финансиски беше помогната од Министерството за култура и од многубројни спонзори пријатели на театарот. Благодарници за придонес во работата на Кумановскиот театар добија пензионираните актери Верица Ристовска, Љубица Гојковиќ, Илија Струмениковски и Горан Илиќ. За нас секако ова беше едно патешествие. За мене како актер, ставен во улога на запишувач, на забележувач на едно време, на еден период, представуваше особен предизвик.
Ми беше задоволство затоа што навистина се обидовме и се потрудивме и мислам дека успеавме да ги ставиме во една книга и да ги заштитиме од заборав голем дел на представи на Театар Куманово, кои што се случувале овде во изминативе 75 години, а кои што едноставно беа некако по архивите на театарот расфрлани по некакви кутии, фотографии, записи, текстови и слично. Така што, како авторски тим, јас лично исто, многу сум горда на ова што го направивме. Може би нескромно звучи, меѓутоа мислам дека завршивме одлична работа, затоа што тоа е голем период кој што бараше од нас еден така доста студиозен и внимателен процес, заради тоа што кога имате толку многу материјал, едноставно може многу работи да ви се слизнат од раце, меѓутоа се обидовме достојно годините 75 години кои што годинава Театар Куманово ги слави, достојно да ги одбележиме. Знаете што ми остави впечаток? Значи, ние сега во моментот се наоѓаме надвор од нашата матична зграда. 3 години веќе како се реновира театарот, тоа е нашата голема болка. Имаме безброј проблеми, знаете и самите дека политиката сама по себе има доста влијание во културните институции. И сметавме дека, јас лично сметав дека, ама тоа се наши проблеми од ова време и слично. Она што е впечаток, кога ќе вртите по архивите, кога ќе копате длабоко, всушност се соочувате со моментот дека од почетокот до денес Театар Куманово, а верувам дека постојат и безброј театри во Македонија кои што ја делат истата судбина, постојано се во некаков предизвик. Постојано се во некакви обиди за покажување, за докажување, за потврдување на значајноста, а постојано некој таму кој што е политичка партија, гарнитура, некој што е на одлучувачките места, не секогаш има доволно разбирање. Не е тоа само случај за сега. Значи, ни седиве овие 75 години тоа се случувало и сега да не речам дека малку ме релаксираше сето тоа, па као демек да намалам со нервозата, не напротив. Тоа само предизвикува потреба за уште поголема борба за понатаму, за Театар Куманово си го добие своето место. Пред 75 години се оствари една визија, се обликува еден сон и за прв пат се крена завесите на овој театар. Од тогаш тоа е патување обележено со креативност, страст и нескротлив дух на оние кои ги красија и се уште ги красат нашите штици. Ние не го доживуваме нашиот театар само како место или како град, го доживуваме како жив доказ за способноста на театарската игра да го надмине времето и да не обедини сите нас кои на било кој начин сме поврзани со театарот. Слично размислувавме, а со такви мисли црпевме и мотивација и пред скоро една година кога почнавме со создавањето на монографијата 75 години Театар Куманово. Ние четворицата автори се разбира заедно со поддршката на директорот на УСК Трајко Прокопиев, Театар Куманово Сашо Тодоровски, сакавме да им дадеме чест на сите актери и режисери кои им дадоа на живот на ликовите на сцената, почест на семејството и блиските на колегите кои за жал не се веќе со нас, почест за бројните и многу успешни аматери и деца актери кои играат во Театар Куманово, екипатот зад сцената која неуморно работеше во сенка и се разбира, сакавме да ја дадеме чест на нашата публика, чија поддршка од секогаш представуваше и во иднина ќе представува чукање на срцето на оваа институција. Многу убав повод, значаен повод. Јас им честитам на авторите на оваа монографија, предводени од неагилната, туку би рекол, преагилната жена, актерка, која што едноставно согорува како што впрочем тој и облика и на сцената. Направиле едно убав труд, убаво дело, во кое што ги собрале пактите до кои можеле да дојдат. Тоа, тие пакти се всушност драгоценности. Белег на еден живот, на едно време, пројдено време, сенско време, но и животно време. Голема е честа да бидете сведок кога се поставува еден темел во работењето и екзистирањето на Театар Куманово. А тој темел е токму промоцијата на вечерашната монографија 75 години Театар Куманово. 75 години, период на создавање убави работи,
на среќа и радост, на тага и борба. Време, децении, каде се создавале театарски представи, пријателства, проекти и многу други работи кои допринеле за да можеме денес со гордост да кажеме дека 75 годишниот период е исполнет со многу камчиња на мозаикот кој се нарекува Театар Куманово. Кога нешто или некој ќе прослави 75 години од својата работа и дејност, тоа е огромна работа и значи дека во тој период се работело и се создавало, а сигурен сум дека и следните години ќе се продолжи во иста насока. Во моментов зградата на Театар Куманово е во фаза на реконструкција и очекуваме дека следната година тој процес ќе продолжи за да може таму во атмосфера како што заслужува театарот да продолжи со својата дејност. Денес и сега сме сите заедно во Центар за култура и функционираме. Не е лесно, три институции во една, Центар за култура, македонска драма и албанска драма, но наоѓаме компромиси за да може да се продолжи континуитетот на функционирање. Театрите се места на слободата, на гласноста и потребата човекот да ја види реалноста, каде на друго место не му се прикажува. Во театрите реалноста е соголена и представена на начин за да ве поттикне, освести и подлучи за тоа какви сме, а какви би требало да бидеме. Театрите би биле празни згради, доколку не се тука нивните вработени, кои го даваат печатот на секој театар, публиката која е присутна на представите и сите добронамерници кои посекуваат добро на театар. Театар Куманово изнедрил плејада на актери, кои денеска биле и се едни од врвните актери на македонската сцена и за тоа сме особено горди. Тие луѓе се најголемите амбасадори, промотори како на нашиот град, така и на театарот. Ги поздравувам и сите соработници кои во изминативе години работеле во Театар Куманово и кои со својата работа оставиле печат, го промовирале театарот, донеле награда за овој театар и секогаш посветено работеле. Се благодарувам и на вработените Кети Дончевска Илич, Симона Тоскич, Зоран Зафировски и Сашо Костовски за успешноста во реализација на овој проект и на другите вработени кои се вложија за да имаме монографијата вечерва со нас. Исто така, голема благодарност и до Министерството за култура и до спонзорите кои во ова време покажа дека се пријатели на културата. Посакувам на Театар Куманово во годините кои следат уште повеќе да го подигне своето ниво на професионалност, да создава театарски представи, да е негова публиката и да биде светилник кој ќе го осветлува општеството и коректор на сите појави кои го истото се случува. Бевме малку, а сработивме многу. Горда сум и среќна што сум била дел од овој колектив. Сите бевме различни типови во нашиот колектив. Тоа беше многу добар колектив. Мислам дека и сега сме добар колектив. И така, убави спомени. Она што е најважно овој пат, што заедно сте овде присутни со нас, што го споделувате најубавиот момент, најубавите моменти во театарскиот живот на еден актер. Горди сме, барем јас сум не мислам сигурен сум, убеден сум дека се горди сите мои колеги што доживееле толку дружења, толку судбини во театарот, толку воздигнувања, толку падови, толку убави нешто што не може, што пред малку рече мојата колешка, тоа не може, треба да се опише во роман. Ова наистина е голем момент за сите нас, голем миг. Сите вие се не гледале во многу добри представи, понекогаш можеби не се биле толку добри, ама сепак сме добивале аплауз. Како што е една стара римска, на крајот од представата аплаудирав да им биде убаво на глумците. Не толку колку што мислевме дека е добра представата, ама едноставно сакаме да се чувствуваме убаво кога аплаудирате. Затоа, ајде уште еден аплауз па да се седнеме.
Црвен крст на Македонија, општинска организација Куманово, од 1 септември годинава продолжи да ја спроведува кампањата по прва помош под мотото "Првата помош спасува живот", наменета за ученици од основни и средни училишта на возраст од 12 до 18 години на територијата на Македонија, во која учениците ќе се стекнат со основите на првата помош. Главна цел на кампањата е да се подигне свеста кон младата популација за значењето на првата помош како животоспасувачка вештина. Општинската организација Куманово во текот на месец ноември одржа неколку обуки во основното општинско училиште Крсте Мисирков, во која беа опфатени 195 ученици и 15 наставници. Учениците и наставниците се запознаа со основите на првата помош, со основните вештини на згрижување и действување и ќе продолжиме понатаму се до исполнување на нашата цел да се опфатат што е можно повеќе младинци кои што ќе се стекнат со основните вештини за првата помош. Во продолжение вестите од Македонија, новинар Снежа Петковска. Според најновите статистики, во земјава со ХИВ живеат повеќе од 500 луѓе, е истакнато по повод Светскиот ден за борбата против ХИВ-СИДА. Изминатите 3 години нивото на превенција, односно финансирање на превенција, постојано опаѓа. Доколку ги споредиме трендовите на финансирање, ќе забележиме дека трошоците за терапија ја стеснуваат превенцијата, за тоа што не се инвестира доволно. Во 2018 година во програмата се предвидени 95 милиони денари за превенција и за терапија, кога имало 200 лица кои што живеат со ХИВ, а за следната 2024 година се предвидени 90 милиони денари во ситуација кога имаме 400 лица со ХИВ, вели Елизабета Божиновска од ХЕРА. ХИВ позитивните се изложени на голема дискриминација, велат од Сдруженијето Заедно посилни, оттаму потенцираат и на важноста и квалитетот за терапијата на овие пациенти. 60% од луѓето добиваат современа терапија, додека 40% од заразените ги добиваат најевтините лекови. Ако за 60% може да кажеме дека добиваат квалитетна терапија, 40% заради цената и ограничениот буџет се уште примаат лек кој неколку години наназад СЗО и другите меѓународни организации не го препорачуваат лекот, вели Андреј Сених од Сдруженијето Заедно посилни. Од невладините организации јавно порачаа: јавното здравје е инвестиција, а не трошок, бидејќи здравјето е право, а не привилегија. Потребно е да се зголеми инвестирањето за превенција, тестирање и лекување, за да ставиме крај на епидемијата до 2030 година. Очекуваме владата и собранието да обезбедат повеќе финансии, барем за 10 милиони денари. Тоа и го добивме како ветување од власта, изјави Хајди Штериова Симоновиќ од ХОПС. Поранешниот генерален секретар на владата Мухамед Зекири е осуден на 2,5 години затвор за злоупотреба на службената положба и овластувањето. Тој треба и да ги надомести парите што државата ги плаќала поради неговите договори склучени во 4 очи. Нема да му се конфискува недвижниот имот во Чаир, ниту парите најдени во сефот на сопругата на Зекири. Обвинетиот Мухамед Зекири сторил злоупотреба на службената положба и овластувањето. Обвинетиот го осудувам на казна затвор од 2 години и 6 месеци, рече судијата. Мухамед Зекири се товари дека во периодот од април 2021 до јануари 2022 година во својство на генерален секретар на владата, без да спроведе јавна набавка, склучил договор за консултантски услуги во вкупна вредност од речиси 1 милион евра, односно биле исплатени 147.000 евра повеќе од претходно договорените 795.000. 30-годишната поддршка на Светска банка поставува солидни патеки за имплементација на реформите кои што водат кон постигнување на побрз економски раст и развој, со што се олеснува нашиот пат кон исполнување на нашата зацртана цел, а тоа е приклучувањето во Европската унија, истакна премиерот Димитар Ковачевски на конференцијата посветена на 30-годишното партнерство со Светска банка. Ова заедничко пријателство во кое учествуваат државните институции кои се во рамки на владата и Народната банка, представува исклучително важна соработка пред се за нашите граѓани, не само поради финансиската поддршка што ја добиваме од Светска банка, туку поради трансферот на знаење и експертиза кои несомнено не водат кон остварување на нашите стратешки цели и вредности, рече Ковачевски. Додаде дека Светска банка е 30 години стратешки партнер на земјава и го поддржува развојот и напредокот на државата преку инвестициски проекти во вредност од близу $3 милиарди во различни области.
Кошаркарите на кошаркарскиот клуб Куманово 2009 утре на домашен терен го пречекуваат составот на Ангели во рамките на 9-то коло од втората кошаркарска лига. Утрешниот натпревар е закажан во 18 часот во спортската сала на Перонаков. Ракометарките на Куманово утре го пречекуваат составот на женскиот ракометен клуб Скопје во рамките на јубилејното 10-то коло од домашниот шампионат за дами. Кумановки влегуваат како апсолутен фаворит во мечот по досегашните 7 победи од 9 одиграни надпревари. Мечот се игра утре со почеток во 15 часот и 30 минути во спортската сала на Перонаков. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно. Максималната температура се искачи до 15 степени, а минималната беше 3 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со температура која ќе се движи во интервал од 8 до 16 степени Целзиусови. За повеќе детали посетете го нашиот сајт tvplus.mk. Имајте пријатен викенд.